почитуваната министерка за одговорот. Не сум задоволна од одговорот и ќе кажам зошто. Почитувана министерке, прво, ако бевте присутна на Комисијата за труд и социјална политика, што впрочем е и ваша обврска, ќе знаевте дали сум редовна и активна. Второ, законот за кој што сега зборувате го донесовме во мај 2019 година, каде што стои дека треба да се направи трансформација на стручната комисија и тоа е во ред и требаше да се спроведе реформата веднаш. Но вие чекавте и правевте застој од 5 месеци, повеќе од 5 месеци, се со цел 2 недели пред избори, а 2 недели пред техничка влада и технички министер да ги префрлите предметите под Министерството за здравство, бидејќи знаете дека таму Венко Филипче ќе одлучува. Трето, комисијата е формирана во период кога Социјалдемократскиот сојуз бил на власт. Крајот на периодот во 2006, а тоа е крајот на владење на Социјалдемократскиот сојуз во тој период. Е доекипирана од како ВМРО ДПМН ја презеде власта, што значи е формирана во период на владење на Социјалдемократскиот сојуз. И тука за жал не сте доволно информирана. Трето, убаво е некогаш да кажете, освен да се фалите дека е зголемена социјалната помош, да кажете колку корисници затекнавте, колку има сега, колку во меѓувреме го изгубија правото на користење на одредени парични надоместоци. И за жал, подсвеста зборува кај вас. Заминувате. Заминувате и тоа многу скоро. За жал, почитувана министерке, уште кратко ќе седите на тоа столче. Немам дополнително прашање. Благодарам пратеничка да нема дополнително